Добар ден. Никола Груевски потврди дека прислушувал во Македонија заедно со неговиот братучет, директорот на УБК Сашо Мијалков. Груевски потврди дека тој и неговите најблиски соработници направиле упад во правосудството. Местеле обвинителско-судски одлуки, избирале и разрешувале судии по нивната партиска подобност. Тоа го говори бегството на Никола Груевски од коментар на скандалозните содржини на прислушкуваните разговори. Тоа го потврдува и молкот на неговите најблиски соработници, диригентите во судството Мијалков, Ставревски, Јанкуловски. Безуспешно Груевски се обидува со манипулации. Од вчера јавноста стана сведок кој тоа го урнисал уставниот поредок на Република Македонија. Тоа се Груевски и неговите неколкумина соработници. Меѓу нив запрепастувачки е и јавниот обвинител Марко Зврлевски, кој е платен од граѓаните на Македонија да ги штити нивните интереси. Зврлевски, наместо да покрене постапка за скандалозното прислушување и упадот на извршната во судската власт, денеска во неговата изјава само потврди дека е партиски, а не јавен обвинител на Република Македонија. Благодарам. Дали изјавата на Груевски денеска, каде што повторува дека се работи за прислушување во соработка со странски служби, имплицира и таква можеби судска разврска која тој ќе потегне? Кредибилитетот на судските институции е доведен во целосно прашање после вчерашното изведување на докази. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, без оглед на сите спинови на власта, ќе продолжи во целост, ќе ги изнесе сите докази за криминалното владење на оваа власт. Две прашања, ако дозволите. На претходните пресконференции кажавте дека нема директен разговор на шефот на државната безбедност Сашо Мијалков. Вчера испадна дека нели сепак се појави телефонски разговор меѓу него и вице-премиерот Муса Џафери. Како ги коментирате се тие? Значи, обидот да се изманипулира јавноста со тврдењата на Социјалдемократскиот сојуз е повеќе од неуспешен. Социјалдемократскиот сојуз јасно кажа и повторуваме, не постои снимен директен разговор помеѓу Мијалков и Груевски. Кога разговарале со некој кој што е упрлен во машината, односно прислушкуван, во тој случај постои снимен забележен разговор. Во конкретниот случај, ако ме прашувате за вчерашниот пример, очигледно е дека е следен и пратен господинот Џафери, Муса Џафери, а разговорот кој што бил сниман е заради тоа што е вртено на неговиот телефон од страна на господинот Мијалков. Имаше бројни реакции од сите засегнати кои беа спомнати дека размислуваат за ревидирање на процесот, значи на тужбите кои им биле месечно одбивани од апелација и од другите судови во Македонија. Сметате дека тој ќе доведе до крах на судството со оглед на ситуацијава како се развива? Веќе кажавме во текот на вчерашниот ден, кажав и во текот на денасната изјава, кредибилитетот на македонскиот правосуден систем во смисол на јавно обвинителство и судии, постапување на судии по нарачани одлуки од страна на јавниот обвинител и на извршната власт е доведен во сериозно прашање. Искрено се надеваме дека ќе смогне власта сила достоинствено да се повлече и извлече од целата оваа работа.